Јас не ја знам реакцијата, се ја слушам од вас. Да не беа новинарите, премиерот Заев немаше да знае дека за бугарските академици не постои македонски јазик. Тврдењето дека македонскиот е бугарски јазик напишан на српска машина за Заев не е причина да се преиспитувало договореното со Бугарија. Според премиерот ќе имало реакција од страна на МНР, но прво да виделе што пишуваат академиците од БАН. Дека Бугарија не е на чисто, со се уште нашето признавање на нашиот македонски јазик. Тоа е прашање кое што низ имплементацијата на договорот остана да го решиме. Јас можам така робосно да кажам готово, ние тука ќе прекинеме се, немаш, тоа не е политиката која што ја водам. Јас сум внимателен политичар, низ политиката, низ пријателство ќе ги најдеме решенијата. Без осуда за ваквиот став на бугарските академици е председателот на МАНУ во заминување Таки Фити. Според неговите информации не го поддржувале сите овој документ. Тој смета дека нема прашање за кое не може да дискутираат со колегите од Бугарија. Излезе тој документ тако како што излезе, но јас имам и други информации дека баш сите академици на БАН не го поддржале тоа. Тука е инволвирање на политиката државна, бугарска во овие работи. Политички кругови. Да. Но нема да ги расипиме заради тоа односите, ќе седниме да разговараме, ние сме се договориле. Нема прашање за кое што ние не можеме да дискутираме, дури и најсензитивните. Додека Заев не знае, а Таки Фити не осудува, со остра осуда излега од Институтот за македонска литература. Наместо БАН како највисока научна установа во Република Бугарија преку науката да ги афирмира воспоставените научни и културолошки интеракции меѓу македонскиот и бугарскиот народ за градење пријателство и меѓусебно разбирање и почитување, индиректно активира политички инволвирање во директно негирање на македонскиот народ и на македонскиот јазик, што представува повреда на меѓународното право за себе идентификување. Алфа побара став и од идниот председател на МАНУ, академик Љупчо Коцарев. Тој не беше расположен да даде изјава, вели новинарите ќе го изваделе од контекст.